Господине Ристов, добра вечер, добре дојдовте во Визави и еве за 2 дена се отвора 26-тото издание на фестивалот. Дали сте подготвени? Еве најпрво благодарам што ме поканивте во емисијата. Добро вечер и на вашите гости. Да, фестивалот е подготвен. Ние веќе имаме големо искуство во организација на фестивалот, во реализација на такви програми и се надевам годинава ова 26-то издание ќе пружи добра програма и интересни театарски представи на радост на публиката. Така. Дали тоа значи дека се намалени тензиите веќе пред почетокот на фестивалот или се уште има многу работа која што треба да се заврши? Мислам дека остана многу малку работа. Еве ние во Центарот за култура синоќ имавме една премиера. Така. Тоа е втората премиера и веќе почнуваме да работиме овие 2 дена, овие малку работи кои останаа за фестивалот. Така. Колку представи ќе имаме годинава и од кои земји се селектираните представи? Па вака, годинава одлучивме да има 10 представи во конкуренција, сите се во конкуренција. Имаме представи од 4 држави, тоа е Србија, Бугарија, Словенија и секако Македонија. Направивме напори да имаме програма која е селектирана на тој начин да може сите жарови од прилика да ги има во конкуренција и да борбата да биде голема за единствената награда. Така. Кои се представите? Можеме ли да ги кажеме на... Па вака, да, секако ќе ги кажеме. Еве сега ќе ви кажам дека отварањето на 8 септември ќе биде со представата Клетници од Виктор Иго во режија на Мартин Кочовски. Тоа е најдобрата представа прогласена на фестивалот Војдан Чернодрински. Еве на радост на публиката на Струмица успеавме да ја донесеме таа гламурозна представа и огромен проект направен во Прилеп. Вториот ден ќе гостува театарот од Враца со трговци на презервативи. Втора представа ќе биде театарот Антон Панов со представата Петиот чин во режија на Ник Апер и како трета представа ќе биде монодрамата Женска утопија на Димитрина Мицковска по мотиви од драмите на Јордан Плевнеш. Третиот ден ќе гостува театарот Комедија од Скопје со представата Дони Дарк во режија на Роберт Ристов и како втора представа ќе биде представата Четири брата од Књажевско-скрпскиот театар од Крагуевац. Следуваат представи од театарот за деца и младинци, представата Еден свет изградив, квартет во продукција на Контрапункти МНТ од Скопје и монодрамата Ибзенови жени во режија пак на Ник Апер во изведба на Мирел Кнес од Словенија. Фестивалот го затвараме со представата Доктор Фауст на Битолскиот театар. Задоволни ли сте од селектираните представи? Па секако, со тој буџет што го имаме, ние направивме многу повеќе од тоа што можеме, искрено. Фестивалот неколку години наназад, јас би рекол десетина години наназад, функционира со многу малку пари, тој е ниско буџетен фестивал, меѓутоа се трудиме програмата да биде богата. Секако, би било подобро доколку имаме повеќе средства, би имале побогата програма, би имале представи кои се од поддалечни земји, но мораме да се држиме на тоа што го имаме. Колков е буџетот на Ристо Шишков? Па години наназад буџетот беше 500.000 денари од Министерството за култура и од 700 до 1 милион од општината. Доколку не беше општината и доколку фестивалот не беше под закрила на нета асоциацијата, ние не би можеле да правиме таков фестивал. Нета асоциацијата не дозволува да добиваме проекти и представи кај што не плаќаме хонорари за актерите, а општината ги покрива сите тие трошкови кои се неопходни за сместување, за исхрана и за патување на театарските групи. Со 500.000 денари или со 700 како што годинава добивме, фестивал тешко се прави. Дали тоа значи дека државата го остава Ристо Шишков на маргините? Па не би рекол дека го остава. Еве, јас се надевам дека ќе се прави некоја реконструкција во Министерството за култура на сите фестивали во Македонија. Во Македонија израсна многу фестивали, веќе секој град, секој село има свој фестивал и мислам дека театарската уметност треба да се задржи на неколку фестивали кои ќе значат нешто во државата. Ние имаме 26 годишно искуство и сме единствен таков фестивал во југоисточна Европа, каде што предзнак е актерот и актерската игра. Секако треба да останат и фестивалот Војдан Чернодрински, Охридско лето и така, меѓутоа со таков буџет, доколку останеме и следните години, ќе паѓаме надолу. Колкав треба да биде минимум буџетот кој што го одобрува Министерството за култура за без главоболки да се организира еден добар фестивал?
Па јас би рекол дека тоа се не многу значајни пари за Министерството, околу 3 милиони ќе бидат доволно за еден ваков фестивал. Ако може да се одвојат 3 милиони денари за една театарска представа која се прави во театар, може секако за еден ваков фестивал кој е од огромно значење и за градот и за Републиката.